Почитувани медиуми, почитувани граѓани, доколку Република Македонија не добие препорака од Европската Унија, што е многу веројатно, тоа ќе биде по вина само и само на Зоран Заев и неговиот картел. Препораката виси заради тендерите, непотизмот, антиреформите, кацарска судството, политичкиот прогон, а не заради администрацијата како што обвинува Дамјан Манчевски. Па, почитувани, со здравје да си ги трошите 500 евра просечна плата, најголемата црна лага на оваа власт. И при тоа, виновни сте за оваа црна власт. Да го погледнеме видеото со Дамјан Манчевски. Како што кажа премиерот, покачувањето на платите е предвидено за септември 2019. Ако ние не испорачаме резултати, за да добиеме датум за преговори во јуни, а клучен дел е тоа реформата на администрацијата, ќе ревидираме и одлуката за покачување на платите. Го слушнавме и Дамјан Манчевски, министерот за партизација на администрацијата, кој откако Заев ја натрупа администрацијата со се непотребно и некадарно партиско внатре, сега се заканува. И признава дека нема 500 евра плата. Нема 500 евра плата, освен ако не сте од оние напикани во МНФ или другите партиски агенции, нема 500 евра плата и виновни сте за кацарска судството, за партизацијата, за црното здравство, за се. За немањето еден реформски зафат на оваа криминогена црна власт. Манчевски со сета памет и убавина порача дека ако нема ЕУ преговори, нема ниту плата, а е ирлија. Значи плата нема да се даде заради синови, керки, мајки, сестри, внуци, зетовци, како роднини на Костадинов, Кирацовски, Николовски, партиски професори, градоначалници, локални СДСМски мокници. Манчевски со сета памет вчера порача: вие сте виновни што оваа влада е нереформска. Манчевски, благодарам за признанието, ама доцна е за тоа. Какво ЕУ, каква црна плата, какви лаги уште терате? И сметате уште некој уште ќе ви верува. Секому му е јасно дека нема Европска Унија со вакво црно кацарска судство, нема Европска Унија со аболициран премиер и криминогени вице-тендер премиери, со вакво црно тендер здравство, образование, локална власт, култура. Просто е. Нема Европска Унија со криминогени ликови во власта. И тоа е реалноста. Не сте кадарни ниту едно ветување да исполните, освен радиодифузната такса. Вие сте донесени само за едно. Вие сте власт само за една црна намена. Повеќе и не се очекува, ниту пак можете. Падот ви е започнат, а тресокот ќе биде многу гласен и многу болен. Доколку Македонија не добие препорака, Заев и неговата криминогена банда мора итно да поднесат оставки, а не да ја казнуваат администрацијата. Ви благодарам.